За многу луѓе, кафето е многу повеќе од пијалок. Тоа е утрински ритуал, повод за дружење, краток одмор во текот на работниот ден или мало лично задоволство кога сакате да бидете сами. Сепак, често се поставува прашањето колку шоли кафе на ден е всушност во ред. Иако често се споменува дека 3 или 4 шоли дневно се во границите на нормалата, се повеќе луѓе се на мислење дека една шолја кафе дневно е сосема доволна, а за многу луѓе оптимална количина. Значи, одговорот не е сосема едноставен, бидејќи зависи од повеќе фактори. Здравствена состојба, навики, чувствителност на кофеин, па дури и начинот на подготовка на самото кафе. Кофеинот е природна супстанца која најчесто се поврзува со кафето, но го има и во чајот, какаото, чоколадото, енергетските пијалоци и некои лекови. Спаѓа во групата на психоактивни супстанци, што значи дека директно влијае на работата на мозокот и нервниот систем. Токму поради овој ефект, кофеинот е најискористениот стимуланс во светот. Главниот начин на кој кофеинот влијае на човековото тело е преку блокирање на аденозин или супстанција во мозокот која е одговорна за чувство на замор и поспаност. Како што аденозинот постепено се акумулира во текот на денот, ние стануваме се повеќе уморни. Кога внесуваме кофеин, тој се врзува за рецепторите и ги блокира сите негови ефекти, со што се чувствуваме побудни, фокусирани и поенергични. Ефектот на кофеинот не е ограничен само на мозокот. Тоа влијае и на кардиоваскуларниот систем, бидејќи може привремено да го забрза чукањето на срцето и малку да го зголеми крвниот притисок. Кај здравите луѓе овој ефект е генерално краткотраен и безопасен, но кај луѓето кои се чувствителни на кофеин или имаат проблем со срцето и крвниот притисок, може да предизвика непријатност, палпитации или немир. Кофеинот влијае и на хормоните, го поттикнува лачењето на адреналин, така наречениот хормон на стрес кој го објаснува чувството на зголемена енергија и подготвеност за активност. Затоа кофеинот често се користи пред физичка активност или ментално напорна работа. Сепак, прекомерните количини може да доведат до спротивен ефект – напнатост, анксиозност и раздразливост. Една шолја кафе може да има бројни позитивни ефекти. Кофеинот во таа количина помага за подобра концентрација, ја зголемува будноста и може да го подобри расположението, без премногу да го оптовари нервниот систем. Умереноста е клучот. Со една шолја дневно се намалува ризикот од несакани ефекти како што се нервоза, забрзан пулс, висок крвен притисок или проблеми со спиењето. Интересно, научните истражувања исто така ги потврдуваат придобивките од мала количина кафе. Например, една голема студија покажа дека само една шолја кафе на ден може да има заштитен ефект врз здравјето на срцето и поврзано со помал ризик од смртност од сите причини. Студијата нагласува дека позитивните ефекти се јавуваат дури и со мали количини на кофеин, додека поголемиот внес не мора да носи дополнителни придобивки. Друга причина зошто една чаша се смета за добра мерка е индивидуалната чувствителност на кофеин. Многу луѓе не забележуваат колку кафето влијае на нивното тело додека не го намалат внесот. Често дури тогаш забележуваме подобар сон, помала напнатост и постабилно ниво на енергија во текот на денот. Наместо ненадејни скокови и капки енергија, едно кафе дава нежен и контролиран поттик. Исто така, не треба да заборавиме дека кафето не е единствениот извор на енергија. Квалитетниот сон, редовните оброци и вежбањето имаат многу поголемо влијание врз дневната виталност отколку повеќе кратните шолји кафе на ден. Во овој контекст, кафето треба да биде додаток, а не поддршка. Иако самото кафе не е лошо, една шолја дневно е разумна, здрава и долгорочно одржлива навика. Ви овозможува да уживате во вкусот и ритуалот на кафето со минимален ризик за вашето здравје. Како и со многу други работи, помалку е често подобро. Доколку сакате да го намалите или целосно да го замените кафето, постојат многу здрави и природни алтернативи кои можат да дадат енергија, да ја подобрат концентрацијата или едноставно да го заменат ритуалот на самото пиење кафе. Еве неколку добри предлози. Зелениот чај содржи кофеин, но во многу помала количина од кафето. Поради присуството на елтеанин, аминокиселина која делува смирувачки, енергијата од зелениот чај е поблага и постабилна, без нагли скокови и паѓања. Погодена за оние кои сакаат да се фокусираат без нервоза. Билни чаеви без кофеин како камилица, нане, ѓумбир или ројбос не содржат кофеин, но можат да имаат освежувачки и смирувачки ефект. Нането и ѓумбирот, например, може да помогнат во будноста и варењето, додека камилицата го намалува стресот. Мача е посебен вид зелен чај во прав. Содржи повеќе кофеин од обичниот зелен чај, но сепак помалку од кафето. Енергијата што ја дава е подолготрајна и порамномерна,
Кафа често ја избираат луѓе кои сакаат да се фокусираат без треперење. Цикоријата е една од најпопуларните замени за кафе, бидејќи има сличен горчлив вкус, но не содржи кофеин. Добар е за дигестивниот систем и е одличен за оние на кои им недостасува чувство на кафе, но не и кофеин. Иако не содржи кофеин, топлата вода и лимон наутро може да го разбудат организмот, да го стимулираат варењето и да придонесат за чувство на свежина. Едноставен е и многу благ за организмот. Природното какао содржи мала количина на кофеин и супстанца која малку го стимулира телото и го подобрува расположението. Тоа е добра опција за оние кои сакаат нешто топло и пријатно, но помалку агресивно од кафето. Често заморот погрешно се толкува како потреба за кафе, а всушност тоа е дехидрација или недостиг на движење. Чаша вода и неколку минути истегнување или одење може да ви дадат повеќе енергија од кафето.